Добро вечер, почитувани гледачи. 19 часот и 15 минути. Тоа значи дека е време за најновото издание на Фидбек. За оние кои што прв пат се вклучувате и за оние кои што прв пат слушате што е тоа Фидбек, станува збор за едночасовна емисија каде што има многу музика, каде што има многу смеење, каде што има многу убави гости, пред се квалитетни кои што има што да ни кажат. Искрено некако пред новогодишно сум расположена и вака можам да си ставам и по некоја свиетка на мене. 28 декември, предпоставувам дека годината ви помина одлично, односно 2024 година беше добра година за сите вас, а дека 2025 година ќе биде, дај Боже, уште подобра, со многу повеќе здравје, со многу повеќе среќа, со многу повеќе успех на секое поле. Но знаете дека секогаш не сум сама јас овде во студиото, туку дека си го имам и DJ Брик, односно мојот драг компањон, колега, кој што ќе си го украсам сега, може вака, ови, ама ни се ретро светкиве како музиката ти што ја пушташ. Само за поголем размер ќе треба малку. Не, таман ти ја види како шалче, вака так, таман си. Фала, сега светиме заедно. Да не сум само јас како диско бол, па нема смисла. Тоа што е најважно е дека ја имаме последната сабота практично од оваа година, 28 декември. Како и што се случи за Брик и по што можеш да ја одбележиш ти 2024 година? Па, 2024 па беше реално убава година, така доста плодна година и за мене. Еве и почетокот на оваа емисија 24 исто. Што е најважно, во 2024 се запознавме јас и ти. Да. И почнавме нова емисија. Така е. Тоа е тоа. Може би една од најважните работи. При крај си знам дека со твоите испити, односно специјалистички. До каде си? Па еве сега ќе полагам нареднава недела. Да си ги поздравам менторката и професорките. Греби се. Во комисија. Греби се, нема проблем. Се надевам ќе биде секако што треба. Give me the night? Да. Джордж Бенсон, предпоставам дека ова на гостите наши би им се допаднало како музика, меѓутоа време е да ги представаме нив. Кажи ми само што ќе слушаме денеска, дали сме повторно во ретро фаза? Па сме во ретро фаза, да. Добро. Малце денес по-на фанк, малце повеќе за ден сега. Убрзаме во текот на емисија. А можеш ли да ми ја пуштиш она, сакам да ти испеам една песна? Ајде. Ете, тоа е таа една. Да. Само дали ќе ја... Ева, ти мора да ја умиксаш, бе, диджеј. Каде си вечер меѓу другата? Дали пушташ некаде музика? Класика. Ботаника. Добро, таму можеме да те сретнеме. Да, ова е познатата Last Night DJ Saved My Life. Си му спасил ли до сега живот некому? Не сум сигурен. Ти може и не знаеш, ама сигурно било така. Ноќта сум ја спасил во секој случај. Се забавувале луѓето колку и да биле нерасположени, сум придонел со некоја добра атмосфера барем, ако ништо друго. Одлично, верувам дека е така. Добро, тука ќе го направиме и резот и време е да ги поканаме моите, односно нашите вечерашни гости. Така е, фотографиите веќе ги погледнавте и предпоставувам дека многу добро го познавате човекот. Имено станува збор за еден од нашите најдобри рок музичари. Човек со исклучително специфична боја на гласот. Музичар, уметник, еве скоро дознав дека и етнолог по професија. Сопруг, татко и успешен и на приватно и на професионално поле. Ке го повикам овде до мене Арбен Шакири, или познат како Бени. Бени од Нон-стоп. Бени, повели. Прижја. Како си, Бени? Одлично, јас сум примарно од Скопје, после сум од Нон-стоп. Така? Да. Добро, Бени од Скопје, а од бендот Нон-стоп. Може така? Да. На почетокот, Бени, се обидуваме да имаме некои лежерни прашања, каде што ќе ве запознаеме малку по инаков агол. Да легнем. Може, по лежерни прашања. Например, без што Бени не може да си го замисли денот? Не знам, ајде, нека биде стереотип, без кафе. Без кафе, значи се станува и се пие кафе. Да. Музика? Се пушта? Не? Не. Добро. Се помалку и помалку слушам музика, затоа што некако сум
преморен и презаситен од тоа. Знаеш, замисли сега на некако лекар да му каже, слушај, уште малце во ординација остане. Никако, тоа Затоа што не. му е професија, да. Што те прави среќен, што те прави тажен? Ќе почнемо од тагата. Тажен ме прави целата оваа наша ситуација која не обкружува и глупостите со кои се бавиме, наместо се бавиме со паметни работи. А среќен ме прави кога ќе си ги видам децата и си викам, окей, све е супер. Тоа е тоа. Да. Така е. Знам дека си од Скопје, меѓутоа што повеќе преферираш од Скопје? Аеродром или Карпаш? За волја на вистината Карпаш. Некое Таму време и живееш или да, си во- Тука сум веќе некое време, иако долги години бев во аеродром. Карпаш е далеку по инфраструктурно како е поставена населбата и е многу боле, многу боле. Жива свирка или концерт? Па жива свирка, концертот ми е некако стерилен за тоа што луѓето се таму негде и не ги гледаш, што ми е као на проба, знаеш. Имаш ти голема бина, светлото, лајтот, стејџот, ти не приметуваш ништо, го работиш нешто. Друго е, клубската свирка е нешто што е Ги чувствуваш тука. директно луѓето. тука се луѓето околу тебе и може би е малку понапорно, али е далеку по-живо, по-природно. Музика или политика? Нормално политика. Ме изненади сега со одговорот, ќе рече, мислам ќе речеш нормално Ти музика. видиш дека сите се милионери у политика, у музика сите нешто кубуриме преживуваме. Али наравно музика се шалам. Музиката си ти, а политиката е, да речеме, едноставно, не знам. Нешто во кое што не сакаше да се. се испробаш, нешто во кое што може би сакаше промена да видиш, па во тебе ја виде промената. Си имав ја своји причини, своји демони, се бавев со тоа затоа што ја мислев у тој момент дека така треба. Али генерално политиката е професија која што треба на кругот во кој што се делува да донесе болјитак, да донесе подобрување на комплетно на животот и на стандардот и така натаму. Тоа што кај нас успеа да од политиката направат циркус, тоа е наша аномалија, не е. Идеална саботна вечер. Идеална саботна вечер у клуб со многу убави, насмеани, расположени луѓе. Свирки, да. Дали може би си вечерва некаде? Попладнево сум, вечерва не. Вечерва ќе одмарам, се надам ќе се наспиам. Одлично. Која е идеалната нова година за Бени? Славење дума со фамилијата, некаде на журка. Види, ја ти кажам, идеална нова година е она што у дадениот момент, таа нова година, таа вечер те пружа. прави среќен. Ја би сакал да се видам со клинците и да руска кифлици, некој филм, не знам, Што поидеално од Home тоа? Alone или некаков Дедо Мраз нешто. Супер. Пливање или скијање? Апсолутно пливање, јас сум летно дете, роден сум во јули, а за скијање ја проблем имам со одење пешки, камоли на скии. Да. Ама полесно е се лизгаш на скии, не мора да одиш. Јас сум тичаирско дете у суштина и јас сум поише за најлон или некаква санка, знаеш, и се пушташ од брдо надолу. Да, добро. Омилен бенд, Омилен бенд. освен нон-стоп, меѓутоа зборуваме за генерално. Генерално, омилен бенд, ако ме прашаш вака кроз сите овие години, декади, цело ова време, нашава цивилизација, ако разговараме за поп култура, мислам дека најкомплетен ми е Queen. Супер. Дали тоа значи дека е омилен пејач Фреди Меркјури? Апсолутно, значи Фреди, па 20 празни места и онда се сите после останати. А од пејачките? Од пејачките сега да не сгрешам, види имаш ти многу певачици, али оригиналноста е нешто што ги краси тие перформи. Не знам, сега не ми текне, али вака на прва Тина Тарнер можда. Да, одличен вокал. Така е. Бени, фала ти, се гледаме на позиција. Долу. Чао.
Повторно ќе кажам, преку фотографиите веќе можете да ги препознаете моите вечерашни гости. Станува збор за исклучително талентирана, млада, убава пејачка. Инаку дипломиран стоматолог, ако не се лажам, ќе ме поправи доколку грешам. Оваа година скокна и во тавче, така да има многу што да ни каже. Станува збор за Александра Јанева. Александра, повели. Си згодна и убава, здраво, како си, вака, ние вреска си се видовме, меѓутоа и вака да си се официјално. Одлично, се немавме видено одамна. Многу одамна. На секој наше видување си ми се побаво и мора да ми откриеш која е таа тајна на тоа. Ти благодарам, истото го мислам и јас за тебе. Фала ти. Знаеш, велат, убави се комплиментите кога ќе ги добиеш од маж, меѓутоа ако ќе добиеш комплимент од убава жена, веројатно значи и уште повеќе. Да, уште поискрено е. Така е. Александра, Скопје или Струмица? Леле. Струмица, меѓутоа морам да признам дека денови, пошто бев подолго време во Струмица и само во еден момент си реков, леле, ајде си одиме дома во Скопје. Дома во Скопје ми се свиѓа Скопје ми е таа. дома, така да. Да. Не знам. Добро, Малку тука сум- си И 50-50. тука и таму, да. Добро, твојата дефиниција за среќа и за тага? Па срекна сум кога сум со моите блиски, кога сум со луѓето што ги сакам, кога правам нова музика. Оние часови кои што ми се поминете во студио ми се умилените мигови од мојот живот и сакам да танцувам, сакам да слушам музика, да се забавувам, сакам да сум со луѓе. Така, тоа те исполнува, апсолутно. Да, а тажна сум од друга страна кога, сум далек од блиските, кога гледам дека се повеќе стануваат луѓето околу нас себични и алчни. Тоа ме Туги, прави, да, така е. туги, ладни, ме прави тажна, ама се бориме. Тоа е. Да, за жал се почесто сме свидоци на тоа во денешно време, особено кога некој близок може да те изневери Да, или да, на било да, кој начин забие, ајде, условно кажано нож во грб. Александра, концерт кај тебе или свирки? Што е тоа што би одбрала? Живи свирки затоа што се почести се моите Исто, секојдневни. Да. Концертите се еден поголем предизвик и нешто што за жал на нашите простори многу поретко се случува, меѓутоа убаво е и да имаш таа еуфорија да се спремаш за концерт, тоа е едно посебно доживување, особено кога ќе видиш дека си успел да ја постигнеш целта и да ја наполниш салата, сите да дојдат на твој концерт, тоа е Така е. нешто многу поголемо. Кажи ми, би бирала активен одмор, со шетање, со не знам, движење или лежење, одмарање по дома? Од лежење и одмарање по дома нема спомени. Така е. Активен одмор, да. И да го секој што предумислиш за тоа. Бени, пошто не сака да пешачи, да движи многу. Добро, уште ми е рано, ми мисли. Така е, така е. Саботна вечер со другарки или романтична вечер со партнерот? Тешки прашања. Романтична вечера со партнер. Добро. Другарките ми се сите Тука ми на се. сите страни ни светот, така што и да сакам не можам да го имам тоа многу често. Бавни номери или побрзи? Прво, што сакаш повеќе да изведуваш, а потоа што сакаш повеќе да слушаш? Обично публиката првата асоциација која што имаат за мене е Александра со баладите, меѓутоа мислам дека изминатава година малце им покажав една поинаква Да, димензија. те видовме во друга страна од светло. мене, нешто побрзо и многу ме радува што на моите настапи се пеат оние побрзи номери кои што ги објавив последно, така што ете ќе одберам брзо номер. Добре. Во такво време живееме, Да, ми се да, чини. да, брзо време си бара и брз ритам. Умилен концерт на кој што си била? На Пинк во Виена. Можам да замислам како звучало и како изгледало се тоа. Тоа беше лани, да, една неверојатна организација, значи 5 часовно уживање, најубавиот концерт и мислам дека после тој концерт секое следно патување го поврзувам со концерт, значи која земја и да сакам да ја посетам, само гледам Дали има таму концерт, концерт така е. светски звездувач. А надвор посебни се искуствата кога се оди на концерт, бидејќи сето тоа е стварно на едно високо ниво, од Имаше озвучување многу до... изненадување и други артисти покрај Пинк кои што не очекував дека ќе ги видам како предгрупа, така што се ми беше едно вау доживување. Дали тоа значи дека ти е омилена пејачка Пинк или сепак? Една од омилените, една од омилените. А пејач? Па Тоше Проески. Тоше Проески. Добро. Фала ти многу, Александра. Се гледаме на позиција. Ајде.
И како што веќе напоменав, фидбек е емисија каде што ќе се релаксираме, каде што ќе уживаме, каде што ќе си правиме добар разговор со гостите. А веќе ви ги представив моите гости и однапред се радувам дека ќе си имаме супер тема на разговор. Дечки, дали ви е добра? Супер удобно. Удобно? Да. Одлично. Александра, ќе започнем од тебе. Меѓутоа прашањето важи за двајцата. Она првично прашање, кога генерално започна вашата приказна со музиката? Официјално започна во 2013 година, прв настап дебитантски на Макфест. Каде што сосема неочекувано, значи како дебитант, никогаш ниту замислуваш дека можеш да освоиш нешто, а не па да бидеш прво место. И мислам дека со една песна која што до ден денес, да кажеме, го обележа моето име, Врати ми го сонцето е песна која што полека, но сигурно прераснала во еден evergreen, кој што се пее постојано на настапи и има така некоја меланхолична нота што сите ја чувствуваат, ја сакаат, ја пеат во еден глас. Така да веќе ја бројаме 11-та година, верували или не. Браво. Уште не ми се верува, но тогаш официјално ме запозна македонската јавност, публика. Бини, кај тебе претпоставам дека е погодамна? Као и кај секој изведувач, веројатно и, како ти кажам, имаш некакви стартни фази, па онда пауза, па додека тоа тргне, као стар ауто кој пали на гурање. Првиот настап го имав 82 година, и вака кога слушам 2013, Боже драги, јас со диносаури се дружи. Не. Онда имаше 89-та, 90-та, 91-та, настапи уживо, Рокфесто и МКЦ, тогашен Дом на млади 25 мај се организираше. Онда имаше пауза до 96-та, па еден обид со некоја друга екипа и конечно 2000-та сватив дека не можам тврдоглава да се обидувам на начинот на кој што јас сакам да влезам. Отидов на Макфест и на 31 година ја добив наградата за најдобар дебитант на фестивал. Браво! Како беше на никад не е касно. Никад не е касно, да. Така да, тоа се некои почетоци. Ако генерално ме прашаш, единствената работа за која секогаш сум бил сигурен и убеден дека сакам да ја работам, тоа е музика. На било кој начин. Предпоставам дека е така. Двајцата имате реално различни професии од тоа што го правите. Еве Александра стоматолог, ти етнолог, но сепак ја одбирате музиката. Дали музиката ви е се уште професија? Ја рачунате како професија или како хоби? Мене ми е професија. Можам слободно да кажам за тоа што знаеш, професија ти е она што го работиш и она што ти плаќа сметки. Тоа е мое субјективно мислење, не мора да се сложи. Така. Ако живеам од музиката последниве 25 години, се она што е успутно е веројатно хоби, претпоставам. Јасно. Сега не би сакал да ја занемарам и мојата моментална обврска, односно вработеност. Меѓутоа некако музиката е секогаш у прв план, знаеш. Секогаш си се навраќаш. Александра? Се сложувам со Бени, иако јас имам далеку помал стаж во музиката, меѓутоа мене ми е одбрана професија музиката и она што сакам да ми биде доживотна професија. Иако сум дипломиран стоматолог, ниту еден ден не сум работела како стоматолог. Така што музиката е она за што кога ќе станам размислувам и кога ќе легнам повторно размислувам и како што кажа Бени, ми плаќа и мене сметки, од тоа заработувам, со тоа се бавам, од тоа живеам. Благословена професија да се биде пееш, знаеш. Така е, да. Идеш, се обраќаш на публика, тоа зимање и давање на енергија е плюс и на крај зимање на хонорар и у 2-3 часа небитно у ситуација која што сите те сакаат, сите очи се вперени во тебе, ти си Така е, звездата, ти си... Звездата, ти си централната фигура и новчано те наградуваат на крај за тоа. Па има ли болја професија? Не, тоа е навистина големо задоволство. Фала ти Боже што сум пееш. Да. Според вас, кој е рецептот да се биде успешен музичар со оглед на тоа дека милион фактори се во игра? Еве кога ќе видиме на страна како сето тоа функционира, не секогаш најдобрите пејачи се и
односно најдобрите пејачи се и најпопуларни. Напротив, има некој што не е толку популарен, кој што нема толку добар глас, меѓутоа е ултра популарен. Според вас, рецептот за добар и успешен музичар кој е? Јас би кажала да бидеш доследен на она што го правиш и она што сакаш да го правиш, но сепак мораш да бидеш адаптибилен на новото време. Знаеш, некако имам чувство дека сите оние кои што само држат до своето, а не сакаат да прават никаков компромис, никаква промена на себе, некако времето ги гази, генерациите што доаѓаат ги занемаруваат и мислам дека треба да си го најдеш својот начин да го правиш она што најдобро го правиш, меѓутоа повторно некако да ги следиш барем малце тие трендови. Знаеш, и мислам живееме во такво време каде што вниманието е на сите страни, многу е тешко да дојдеш до внимание, а не пак до влијание. И треба да бираш, секојдневно треба да бираш на различни начини за да го добиеш вниманието на себе. Сепак сметам дека квалитетот е оној кој што избива на површина, меѓутоа во денешно време треба многу повеќе да се докажуваш на многу повеќе полиња за да бидеш успешен во оно што ти е примерна професија. Да речеме, ако си ти пејач, не знам, мораш на некој начин да имаш некоја интеракција со публиката, дали преку социјални мрежи, дали, не знам, ќе правиш некои интерактивни видеа, некои текстови. Сега социјалните медиуми секако го зема приматот на тоа како треба да се представат нештата. За жал или за среќа, не знам, тоа е дискутабилно. Да, едноставно нема како публиката да дознае дека ти имаш, например, настап или имаш нова песна или не знам, нешто се случува со тебе ако тоа не е објавено на некој социјален медиум, на некој портал, значи пак мораш да најдеш некој канал, што би се рекол. Имаше еден, сега нажалост, мој покоен од пред 2 години пријател, Адем Кочан, изузетно паметен и мудар лик. Го спомнувам во контекст на ова што Александра го кажа, дека треба да се прилагодуваш. Он стално ми зборуваше дека не успеваат најтврдоглавите и најупорните и најдобрите и најталентираните, успеваат само најприлагодливите. И тоа на моменти вака ми искача као подсетник, знаеш. Сега, ако земеш дека јас сум и воспитуван и растен, тоа на англиски се вика raised, малце има другачие значење по мене. Во духот на рок-н-ролот бев спреман за едно друго време. Тоа време повеќе го нема. И сега ти немаш веќе телевизија у која што имаш релевантен уредник кој што тебе ќе те профилира. Ако си навистина добар, идеш на телевизиски канал, те гледаат на шоу и ти стануваш некаков репер за квалитетна музика, ама претходно некој тоа оценува. Сега секоја будала зима на телефон, се снима и вика имам 176 лајка. И сега ти треба да се прилагодиш на сите тие таму, несомнено има и квалитетни луѓе по тие социјални мрежи. Али поголем дел се такви луѓки да, знаеш, сега ти треба да се тркаш со нив да ратуеш. Јасно, јасно. И сега ја, ако треба да бидам прилагодлив, според зборовите на мојот драг пријател, тоа значи дека треба да влезам у некаков поп-фолк манир, пошто и тоа знам да го работам. Не сакам да го работам. Јасно, се разбираме. Затоа што држам до себе, имам некаков принцип и животен и музички и Боже мој, рок-н-ролот не е веќе револуционерна и авангардна музика како што некогаш била. Меѓутоа, морам овде да се надоврзам. Многу често сум била на твоите живи свирки. Сум била и на Александра свирките. Апропо муабетот за рок-н-ролот, има луѓе што уживаат во твојата музика, али има луѓе што сега веќе тоа е пробрана раја популација, една пробрана екипа која сака таква музика. Порано ако идеше на Бени, све идеше на Бени. Јас знам у Струмица кога настапував. Значи имаш или во Охрид со Голини, имаш огромен банер, еден плакат. На него Хари Джиновиќ, Аса Лукас, овој кажи го Барба од Херцег Нови, како се викаше, Владо Георгиев и така далje. И ја, тотално некомпатибилен со ниту еден од нив. Али бев популарен изузетно у тој момент. И тоа беше среда, сабота, 2-3 народ, неброено. Јасно, јасно. Меѓутоа, јас не успеав да, заправо и не сакав да се прилагодам, за да ретерирам благо, да фатам
чекор со она што се трендови во моментот. Не сакам тоа, ми огавно, не можам тоа да го работам. Јасно. Добро што ги спомена сите тие ликови, заради тоа што и до ден денес ги гледаме на секој втор билборд доаѓаат, ајде ќе ги кажеме, странски уметници. Нели? Не сме веќе исти држави. Балкански звезди, така наречени. Некако буквално го ја загушија Македонија. Јас ако не секој викенд, секој втор викенд се тука. Со големи концерти, со изведби, со во сали, со не знам што и како. Колку според вас е тоа во ред и зошто не се дава можност на нашите изведувачи да се направат концерти и големи такви настани? Дали е до менаџирањето или е сепак до нашите изведувачи и можноста, односно сакањето да се направи поголем? Имаше сега да напис по медиуми каде што градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев коментираше по повод доаѓањето на звездите од надвор, зимање на огромни суми на пари и така натаму. И у една работа таму во неговото интервју ќе се сложам со него дека не е он тој кој што ги ангажира. Вика, овој ми се свиѓа, па он ќе свири на площад. Не, него има разноразни агенции, менаџери, мешетари, анкети. Они велат дека најголем дел од популацијата сакаат да ги гледаат токму тие луѓе, горе-доле. И да бидеме реални и отворени према јавноста, не сакаат, брате мили, да слушаат многу македонска музика, да не се лажеме. Болje им е кои ќе чујат тој, како сакаш, наречи го српско-хрватско, црногорско-босански јазик. Некако им е поприемчив. Ја имам преку 60-70 дела мои лично отпеани на македонски јазик. И тоа проаѓа така како што проаѓа и кој ќе видиш дека они на YouTube имаат милионски гледања, не можеш апсолутно да се рваш со нив. Зашто е тоа така? Тоа е социолошки феномен, тоа подлегна на каква друга анализа. Меѓутоа е факт дека они се поатрактивни. Ќе земеме Александра Пријовиќ како пример. Никој овдека од нас се клада му глава дека не знае една песма како и се. Јас не знам ни која. Да, тој е феномен. Слушнала, но не знам ни која, не знам како изгледа, искрено. искрено. Затоа што таму зад неа стоела лепа Брена со некаква продукција. Океј, инвестиција огромна. Кој ќе инвестира у мене 200, 300, 500 илјади евра? Скупо студио, скупи аранжери, скупи композитори, скупа гардероба, све е скупо. Сликањата се скупи, аксесуари скупи, све е скупо. Никако тешко ни е нас од овде да се пробутнеме нагоре. И сега ти си Зошто е викнала... многу полесно да се дојде овде отколку нашите македонски изведувачи, а не е дека не сме ценети. Не е дека не ја сакаат македонската музика. Многу мал број. Јас мислам дека таа носталгија кон Југославија никогаш нема да престане. Не е носталгија, младата генерација Александра сега нема појма од Југославија, која што немам појма од ги пеат истите песни, ги бараат истите песни. YouTube, имаат, ги гледаат, знаеш. А од друга страна, тој синдром на самоуништување е се посилен. Се посилен. Македонче, зашто сме тешко македонче? Тешко е да се сака, да. Секој чест низ почоците, ама некако многу ни е тешко некој од нашите простори да пофалиме, да поддржиме. Дури еве, не знам, ќе се сложите сигурно кога ги објавуваат оние, не знам, на портали годишни анализи колкав буџет се потрошил на македонските изведувачи, кои ќе ги видат сумите за македонските изведувачи, па тоа се најнегативните можни коментари. Како овој зема толку пари, што е ова, на што ги трошите вие парите? Значи не се дискутира за тоа колкава сума се дава. Тоа се да кажеме пари кои што се платени од некаква условно кажано институциска каса. Збориме за приватни настапи. Јас сум свирел у клубови со истите тие големи звезди, исто имало дупке пуно народ. Ја коштам 5 евра, он кошта 500 евра, па не може 500 пути поише да наплати со него. И никогаш не ми беше јасно. А дискутабилно е дали е поквалитетен од тебе? Да речеме. Не е апсолутно, ама едноставно него го има на YouTube, како ти кажам. И некој да каже не работат. На кафе, него не можеш. Него го носат од кола, го вадат на бина и он е за нив енигма. Они може да го гледаат само на интернет. Јасно. Јас многу често се соочувам со тие коментари дека македонските изведувачи не работат доволно, па затоа не се доволно ценети. Еве малце да го разглобиме подетално тоа. Што значи тоа да не работиш? Значи, ако еве ги земеме за пример српските или не знам хрватските изведувачи,
Значи имаат многу поголеми продукции, поплатени настапи, тим за нив кој што е Поголем пазар број над 20 луѓе кои што се грижат за Поголем нивните пазар. кариери. Тоа да Ти не можеш правиме да свириш у муабет. 11 градови у А ние Македонија, ама тука свири у сме 200. И Да, монтажери, добро, апсолутно, не и споредливо пејачи, е. и менаџери, и пиари сами на себе, така што не може еден човек да работи One man се. show. Јас предпоставувам Каде дека побрзо да сега, постигнеш? имате ли менаџер? Или сами си ја бркате Букинг работата? менаџери, да. До- Но во голем дел и сами менаџираме. И двајцата во моментов имате две релативно нови numери кои што ќе ги слушнеме. Меѓутоа, пред да ги чуеме, ме интересира во што повеќе уживате. Дали во процесот на создавање на музиката, од типот на, не знам, во студио, чека и повтори, врати се, повисоко, пониско и така натаму, самиот процес или пак финалниот продукт, производ? Јас најмногу уживам во процесот на создавање, затоа што тоа ми е еден чист момент. Во моментот кога песната ќе биде објавена пред публиката, знаеш, доаѓа оној момент на очекувања, па може би разочарувања, па позитивни, негативни коментари, се преокупираш со други ствари, дали ќе пројде песната, дали нема да пројде. А во студио, особено кога слушаш на таков еден сараунд, кога се прави песната од корен, Тоа што подига, така е. да се случувало да не можам да заспиам по цели вечери од тоа што сум чувствувала некоја огромна возбуда од она што го создавам и сигурно е така и со другите колеги. Тоа е она наискрениот момент и она што се памети. Сега како понатаму нели ќе биде патот на песната, тоа никој не може да го Да, предвиди. како ќе кој ќе биде финалниот продукт и како ќе биде завиткан, тоа е веќе друга работа. Мене ако ме прашаш, нешто што ми е најбоље ова бавење со мојава работа е таа интеракција со публика. Значи, мене живите наступи ми се, Поставува? знаеш, вака скопски кажано, коњак ми се. Да. Тоа создавање, враќање по 1500 тека, снимање, па чека овде си лош, па тука ти е акцентот не е баш, не си убедлив, Спушти дај малце, глуми, да, дај повисоко А за малце. снимање на видео спотови тоа не може да ти кажам колку ми е одвратно. Затоа и толку малку снимам, затоа што имам природен отпор према се треба нешто да глумам тука, се уклучи 20 камери, 2 дубла и пријатно. Али режисерот после не може да извади материјал колку што треба, знаеш, веројатно се попаметни луѓе, више затоа и филмови снимаат по, не знам, Така. по 2 години го гледаш, меѓу време главниот глумец мора да го шминкаат за тоа што остарел, знаеш. Така. Али генерално у ова што го работам у музиката, оној однос со луѓето уживо ми е тоа ми е најбитниот дел. Тоа ти е. Па тоа е Создавањето имено е фидбекот окей. што го добиваш од Да, али публиката. создавањето на музика е интересно само додека сум сам, ако треба да направам нешто, тука ми е да си играм со, како ти кажам, дај да видам дали можам да се надминам себе си или пак ќе тропнам некоја глупост. Али она влагање у студио и снимање спотови, тоа ми Тоа е језа. не ти е баш добро. Ајде, кога сме вика кај спотовите, имаш нова песна. Да. Знам дека 100% те знам. Знам дека 100% те знам. Интересен наслов. Да. Знам дека 100% те знам. Нешто повеќе за номирата или прво да ја чуеме па ќе искоментираме? Тоа ти е ајде да ја видиме, Ајде да ја после ќе видиме ти па кажам ќе, да, детали. може. Режија, знам дека 100% те знам. Шишки и наочари, чаша смути од брокули и медитации. Тату со лави спомјунит, дали си наивна или си етен опасна. Така невинно ме гледаш, а вечерва сум нешто не баш. Ти кажувам од лагите, тие стално истите. Ти без мене, јас без тебе. Демек џабе постоиме, а знам дека
100% te znam, ko pametan pogledot u koji bi može da potonam. Sigurno znam neka 100% te znam, može li da zaboravam koja si i od kaj te znam. Sedime, se gleda me, ja sam na sebe dosadan. I ti što piješ krv, od morkov taze ubijen. Lopanika, noć dagi, broji svojte zvezdi glupavi, što skitat po nebo. Da li si zvezda padnata od nego? I meni odi nekako pred tebe, ko da ne su svoj. Te molam, izbegaj na dvor, se raja ubavljen samo tvoj. A znam deka 100% te znam, ko pametan pogledot po koji bi može da potonam. Sigurno znam deka 100% te znam, može li da zaboravam koja si i od kaj te znam. Sigurno znam neka 100% te znam, može li da zaboravam koja si i od kaj te znam. Može li da zaboravam koja si i od kaj te znam. Супер, си се разврза овде муабет за спутот и за писната на Бени и Нонстоп. Знам дека 100% те знам. Од кај те знам? Сушност? Ова е ликот. Дали е тоа приказната на... Тука профункционира ликот и делото на Тоше Попсимонов. Он долго време работеше оваа ствар. Се даде максимум. Јас сум му изузетно благодарен за тоа што у одреден момент му викам не ми работи главата, викам направи некоја песма, али да не е панк. Мора да биде нешто, да биде пристојно, Смирено, посмирено, по-поп малку. И он вика окей. Седна и ја склепа цела, ова е комплетно негово дело. Јас сум му благодарен за тоа што се даде максимално. Иако ова му беше доста напорно, а спотот е на Чедо Поповски. Тоа се двајца луѓе со кои ја долго време работам, соработувам и кроз работа и се зближивме и станавме и другари и пријатели и практично тоа се сега ќе го цитирам Панчо, луѓето што ги сака вика фамилија, знаеш. Како фамилија стана. Да. Тоа е баш така, тоа се квалитетни луѓе, професионалци пар екселанс, луѓе докажани, мислам, не треба многу за нив да нешто. Меѓу другото, инсистирам во фидбек да се слуша македонска музика, заради тоа што сметам дека имаме навистина квалитетна и добра музика, особено кога вакви пејачи и вакви гласови како вас имаат некои нови песни, нови изданија, зошто да не се испромовира тоа.
и да се покаже на јавноста дека не е само Фријовиќ, туку дека го имаме Бенија, имаме и Александра. Знаеш како тоа е Ја фативме женава, ни крива, ни должна. Ма незе е добро, незе. Некако ни тргна со Не Пријовиќ. се замарована со нас, незе е добро. Да, низи е супер. Александра пред еден месец, ако не се лажам, излезе, или повеќе беше, пред 2-3 месеци може би, излезе и Дождови. Да. Една одлична numera, би рекла, многу пивлива numera. Ништо повеќе да ни кажеш околу Дождови? Дождови е, морам да кажам, една од омилените песни кои што ги пеам последно на моите настапи. Мојата прва најдинамична песна и најпозитивна, можам да кажем. Иако нели се пее за дождови и сите кои ќе помислат на дожд, помислуваат на депресивно време, па ајде сега сите да седиме дома, ова има една таква весела убава нота. Сите кои што ќе ја слушнат ги разигрува и особено ме радва што ете веќе на настапите ја знаат од збор до збор. Сега какви спомени имам од снимањето на Дождови, тоа беше една невозможна мисија. Ете го процесот сега на Да, снимање. тоа е она зашто нели публиката ретко може да слушне. Ќе видиме после на видеото дека се палеше оган, Да. се снимаше на една дива плажа во Велес, која што, да кажам, беше малтене доста истранета од градот и моравме да носиме дрва на раце, па со колички, па да ни помагаат повеќе луѓе. Па го запаливме огнот, па ни заврна дожд. Па потоа моравме повторно да ја местиме целата сцена и верувајте, значи доста Колку време траеше снимањето? Снимањето траеше цели 8 сати, меѓутоа постојано бевме во една неизвестност дали ќе ни заврне, дали ќе можеме да го достимаме тоа што сакаме да го снимаме. И издржа времево, на крај ни заврна само на последната сцена, што ни беше супер да ни го заокружи сценарието кој што го имавме замислено. Ама така Дождови ни се штоли се. Да, убави спомени, интересни ете што ќе ги памтам за цел живот. Фала на целата екипа што ни помогна во Секогаш остварувањето. екипата е таа која што е поддршка или ветар во грб. Ајде, Рижи, ако може да ја слушнаме и Дождови од Александра. Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kaj nekoja druga što će ti dade se. Rani me, pa i posledno daj. Doždovi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan. Nogi tebe, ke nikoj ne broji, nogi tebe koji deve se nema. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Ni buket od rozi, ne te bere sega, ni okean ni solzi, ne te vala sega. Kaži, ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojdeš. Ipak po staro, rani me, odi kaj nekoja druga što će ti dade se. Rani me, pa i posledno daj. Doždovi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan. Nogi tebe, ke nikoj ne broji, nogi tebe
Ја слушнавме и Дождови на Александра Јанева. Одлична номера. Не разигра. Ти благодарам. Јас си отидов кај DJ Брик. Си се разигра. DJ Брик, ајде те молам по оние твои специфични прашања до нашите гости. Може ли? Па Бени Приеска Пукај. дека фронтменот е секогаш звездата, дека сите очи се вперени према него. Што со остатокот од бендот, што се случува сега, тоа ме интересира. Они се изузетно битни. Без бендот ти си нула, можеш само на плейбек да настапуваш, тоа ти исто као дома у купатила пред огледало, да си пееш песна. Види, ја предпочитам наступ уживо и тоа е стандард, музички стандард, тоа не е светски стандард. Се подразбира дека ако си пејач мора да имаш бенд за себе. Никогаш не ги разбрав оние со една клавиатура и некаков луп пушта позади, овој пее и сите се срекни. Тоа не го разбирам. Ако нема бенд, онда си... Тогаш си ти бендот. Да. One man show. Да, така да, знаеш, малце ми е неправедно према бубњарот, према басистот, према, ајде, гитаристот и пејачот се увек натопорени напред. Пратечките вокали ја фарбаат целата numера, ја прават да биде онака да звучи најбоље А се негде позади. А они се позади и никој нема поема. Или имаш некаков перкусионист, рецимо Тото го имаат Лени Кастро, тоа е еден фраер магионичар. Али некако они го ставаат напред да го има на бина, за да може публика да го види. Тоа е еден супер латино фраер кој изгледа $1.000.000. И тоа се битни луѓе и мислам дека е неправедно према нив да сите светла се вперени према пејачот као централна фигура, али зашто е тоа така, веројатно не знам. Не, Александра, не се да ја сложува со расплинат тебе. енергијата на 10 лика, еден им е битен, знаеш. Сите сакаат Здравко Чолич да биде. Не, далеко од тоа дека не се сложувам, и јас стојам за истото дека пејачот е исто важен колку и бендот е важен колку и пејачот. Меѓутоа, нели пејачот е оној кој што е одговорен, ако збориме за соло артист, одговорен за својата кариера. Бендот не е одговорен за неговата кариера и во таа смисла мислев дека ете пејачот е зошто е тој главен и зошто нели сите го гледаат пејачот. Ама сега размислуваш кај призма на изведувач поединец. Ја увек сум сакал да бидам дел од бенд, не ќе да бидам сам и тие првите два Макфеста сам на сцена ми беа огадни. Да, а од друга страна, мислам дека барем оние луѓе кои што одат на живи настапи, сите знаат дали некој има добар бенд или што се случува со бендот. Зошто денес бендот ти немаше таква убава енергија, зошто денес нешто си ми ти. Пошто реално ако немаш убава комуникација, убава енергија со бендот и ти нема да дадеш максимум од себе. Сите ние кои што имаме бенд, Тоа е како еден инструмент треба да дека мора да функционирате биде сите. компактно. Меѓутоа, еве, јас, затоа што имам и настапи сама, не секогаш сум со мојот бенд, едноставно така си имам разбрана работа дека одговорноста е поголема кај мене и дека Брик, дали си задоволен од одговорите? Ја мислам не ќе кажа. и не само бендот, тука се и сите оние луѓе кои што ете ни помагаат за песните, значи композитори, текстописци. Да, тоа е една група на луѓе кои што се многу заслужни за вашите Практично номери. без нив, што би правил јас сега Така без е. Тоша, би немал нова ствар, би немал добра нова ствар, знаеш. Ги спомнавте и двајцата фестивалите. Колку сакате да настапувате на фестивали од денешен аспект? Дали воопшто сакате да настапувате на фестивали? Ќе ги споменам, бидејќи секогаш околу фестивалите мора да се врти некаков нешто небулозно, типот на наместено е, не знам ова, не знам вака, не знам така е. И секогаш победничката песна всушност е најмалку слушана. Има 3 најмалку други песни кои што живеат до ден денес од било кој фестивал. Кој е вашиот став за фестивалите во Македонија? Како и да гледаме, мислам дека имаме еден фестивал кој што обстана и знаете, Остана може еден се- всушност, така е. да Макфест. се менува нели гарнитурата која што ќе работи таму и ќе го организира целиот фестивал, меѓутоа Макфест е фестивал на забавни мелодии. Сакале не икеле пак ќе излезе некоја добра песна од Макфест. И еве јас како изведувач кој што за прв пат се појави на Макфест и таму победи и доби една квалитетна песна од Макфест, можам слободно да кажам дека никош не би плукала за она што така, нели, така. ми донело
работа ми донело успех во мојот живот и секош мислам дека колку и да има негативни критики и ете влегуваат во конкуренција разноразни песни, секош ќе има една или две кои што ќе избијат на површина и ќе бидат добри и квалитетни и ете ќе збогатуваат македонската музичка сцена. Сега околу организација, околу тоа како изгледала сцената, како бил маркетингот, нели нормално има поделени мислења, меѓутоа песни како песни добри би се филтрирали. Не би го нарекол тоа плюкање таму од кај што си пож нормално. Плюкање у стар бунар е проклетие, треба да имаш почит. Меѓутоа, жалосно е за Макфест што остана единствениот фестивал на забавна музика. Као второ, уопште не успеа да ги следи трендовите. И сега, ако ќе пуштиш ти балкански канали музички, односно телевизиски, каде што можеш да проследиш, не знам, од Беовизија до разноразни, па не дај Боже да го гледаш Сан-Ремо, и onda си викаш зашто боле ова Макфест не го укинат, знаеш. Нека остане... Застанато е во 92-ра. Така е, застарена технологија. Луѓето што го работат Макфест не се криви, затоа што они имаат на располагање толкав буџет колку што има. И што вели Александра, може ќе излезе единствената позитивна ствар е што ќе остане една, две, три или можеби добри неколку numeri кои што ќе се пеат понатаму, да, што се пеат и тоа е све, али кој ќе видиш како тоа изгледа на телевизија, си викаш, ако живееме во време каде што музиката не е као порано да ја слушаш на радио, него музиката веќе и се гледа. Тоа подразбира све она што визуелно има ефект врз генерално врз гледачите, треба да биде $1.000.000, ако е $1.000.000, или соберете ги тие пари, инвестирате, нека биде во чекор, во дослух со времето, или укине го, немој да се брукаш. И сега ние се неколку ради реда, нели, да се случи нешто. Половично, па да, ќе останат две numeri. Мислам, не ми е јасно зашто така тоа функционира и постои. Како го балансирате приватниот живот со професионалниот живот со оглед на тоа дека музичарите секогаш знаат и да заглават буцните часови, односно до раните утрински часови, па неспиење, па сите оние пропратни моменти кои што доаѓаат, а можам да замислам каква е агендата сега пред Нова година кога настапите се уште повеќе зголемени. Колку треба да си има разбирање од фамилијата, од партнерот, од сите оние околу вас? Еве, јас сакам да слушнам советот по искусен. Ајде. Види, ќе заглавиш еднаш, два пати, три пати, па ќе се скараш, па нема да збориш, па и така ќе поминат едно 15 години и на крај ќе разберат и ќе сватат и ќе се помират со фактот дека Тоа ти е работа. Тоа ти е работа. Од тој аспект ја не смеам греота да се пожалам, имам апсолутно подршка и разбирање, така да нема ни дискусија зашто дојде у 5 или зашто дојде у 11. Се знае дека тоа ти е позив, тоа ти плаќа сметки, тоа, не знам, школува деца и така натаму, знаеш. А сега имаш ти еден или втор партнер, како беше она родител, еден родител два. Сега, едниот, знаеш, му е многу интересно сега да биде он со пејачка, знаеш, додека он ја смува и тоа кој ќе тргне, после? onda сака не он може. себично да ја присвои за себе и тука да ја угуши, да ја укине, а не може сега више да се бавиш со музика. Така. И онда му вика, дечко, путуј, знаеш, дај друго дете. Така да разбирањето и толеранцијата, односно ниво на толеранција е изузетно битно за да обстои Да, претпоставувам дека е така. една таква Александра, ти заедница. како млада, како да те наричаме? Како млада невеста, многу лошо звучи, како Новопечена. новопечена сопруга, ајде. Што ти требаше тоа? Да, јас и Бени оденеше на спект, што ти требаше тоа работа? Али добро, и ти ќе го збориш. Па вакако За го некоја слушам, година. се пронаоѓам затоа што и мојот сопруг исто сум многу среќен што го имам истото разбирање и подршка како и сопругата на Бени. Поздрав и до сопругата и до сопругот, Така е, може ли? да. Вака да им мафнеме, да им кажеме фала ви што ги разбирате да Бев си ја многу работат така како внимателна што треба. при изборот на партнери. Тоа ми беше, ако не и најважно нешто, при одбирањето на тоа со кој човек го помина мојот живот. Сите знаеме каква е ова професија, особено за жените кои што се бават со пење, се јавува поголем степен на љубомора, нели, ние сме оној понежен,
поубав пол, Зошто си па во секојаш- Минич? Зошто си вака разгулена? Кој ќе те гледа таму? Да. Меѓутоа, Така мислам натаму. дека и тоа е ствар на колку луѓето стапуваат зрели во брак и знаеш, Разбирањето е навистина. да, битно алкаво во целата треба да оваа поминеш да имаш некој искуство во животот и одреден степен на зрелост за да можеш да го сватиш тоа нешто и секоја професија да ги сватиш сите нејзини предности и недостатоци. Понекогаш нели љубовта е слепа и многу брзо се впуштаме во разноразни врски релации. Така. Па може би затоа настануваат проблеми подоцна. Мене од режија ми јавуваат дека треба да завршуваме и меѓутоа морам да го поставам уште последното прашање, тоа е фидбекот. Каков е фидбекот од она што го работите? И кој е? Како мислиш, финансиски, Секаков, секаков. Каков фидбек добиваш? И финансиски, и емотивен, и... Можеш да го спакуваш у едно прашање. Дали си среќен со тоа што го работиш? Добро, Апсолутно. супер. Александра? Плюс минус. Нијанси се Некогаш да, опрашање, некогаш не, апсолутно. Многу среќна, секогаш може подобро. Меѓутоа во моментов сум многу среќна. Одлично. Ви благодарам многу што бевте мои вечерашни гости. Јас се поминав супер, се надевам и вие. Предпоставувам и публиката со оглед на тоа дека сме на 28 декември, сабота, пред Нова година. Тоа што можам да ви го посекам само е дека да имате прекрасна Нова година, да имате многу здравје во новата, да имате многу среќа, да имате многу успеси на секое можно поле. Тоа ви го посакувам и вас, се разбира. И се гледаме во 2025. Благодарам за поканата, среќно. Чао. Your heart and make it real, or else forget about it.